Добро вечер, ова е Отворено студио, јас сум Боријан Јовановски и во ова издание на Отвореното студио имам чест да разговарам со лауреатите кои Македонија и направија вака да се чувствува малку светски, кои донесоа награди од престижните фестивали Санденс и Берлинале. Со мене се вечерва авторите, директори, коавтори, актери на двата филма, на играниот филм Господ постои, името е Петунија и Медена земја, документарниот филм кој го ја освои наградата на престижниот фестивал Санденс. Да ги представам, до мене е директорката на филмот кој беше награден на Берлиналето, Елена Станишева, главната актерка Зорица Нушева и коавторите на Медена земја Тамара Котеска и Љубомир Стефанов. Добро дојдовте во Отвореното студио. Конечно се прибравте во Скопје. Вие од Америка, вие од Германија. И како е во Скопје вака по еден таков кус престој во една фина атмосфера каква што е филмаџиската и она во која се случуваат настаните кој ви донесува награда? Живување во Берлин, атмосферата е полна со преубави емоции, можам да кажам. Возбудата се уште ја има меѓу нас, затоа што секој ден се среќаваш со нови ликови кои што ти стапуваат со искрени чувства на среќа. Преубава. Вие следите печатоци од вашиот престој во Њујорк бевте? Бевме во Јута бевме фестивалот е во Њујорк. Во Јута. Солт Лейк Сити, односно Парк Сити, у близина на Солт Лейк Сити. Добро, да почнеме прво со играниот филм Господ постои, името е Петрунија. Вистинска приказка, која ако јас добро разбрав, се уште не сме имале можност да го видиме филмот, ќе го видиме наскоро. Наскоро, на 14 март во Синаплекс, а потоа на 15 во Милениум ќе продолжи филмот. Тоа ќе биде првата можност за македонската публика да го види, но што прочитав, тоа е, сте се нафатиле да работите на тема која ги илустрира предрасудите, конзервативниот дух на во малите места, особено. Вие сте Петрунија, претпоставувам? Да. Која им се уфрла на машките и наместо тие да го фатат крстот за водици, така, значи инспирацијата за хероина го доаѓа до него. Филмот е вистинскиот случај кој што се случува во Штип, каде што девојка исто учествува во нашиот познат ритуал водици, религиозен ритуал водици. Таа го фаќа крстот и машките, другиот, мислам сите други се мажи, нели, тие сакаат да го одземат крстот. Тој момент, тој вистински случај е инспирација за да се направи филмот Господ постои, името е Петрунија. Петрунија сепак е имагинативна креација на Теона и на Илма Татарагич. Но настанот се случил. Настанот, да, се случил 2014. 2014, да, мислам во Штип. Вие, Нушева, велите во една изјава, ако добро прочитав, дека сте се пронашле во ликот. Апсолутно, да. Мислам дека многу е лесно секоја жена од денешно време да се најде во Петрунија, затоа што живееме во едно општество со каде што владе една машка сила. Мислам дека сите сме познати со тие некои внатрешни чувства, ставови, внатрешни гласови кои што ги има Петрунија. Во тој поглед многу е лесно да се поврзаш со тој лик, но има и многу други работи со кои што многу лесно се најдов јас во Петрунија, како на пример сум девојче дете кое што е родено и растено во мало градче во Македонија, кое што дошло во Скопје да заврши универзитет, да земе диплома. Разликата е дека јас имам среќата да го работам тоа кое што навистина сакам да го правам, кое што не е случај за Петрунија. И значи има многу сличности со Петрунија.
во тој поглед, значи едно спознавање на себе си и предпоставувам на сите жени од денешно време кои би го гледале филмот, дека многу лесно може да се препознаат во неа. Тамара Љубо, вие се актуализираше вашата тема и во овој контекст на оваа актуелна дебата околу загадениот воздух и вие направивте еден апел од таму до властите да преземат се што треба. Не, првото моје прашање е околу филмот и околу вашата порака која е поврзана со еден апел да се води грижа за природните ресурси. Да, тоа беше пораката суштина. И таму е главен лик, ако не се лажам, како се... Атиџе. И која има еден ритуал... Прво, дали Атиџе што? Она собира мед од диви пчели? Она е последната жена пчеларка во Европа која што собира мед од диви пчели. И значи целата таа група на диви пчели ја пренесува со тоа што прво ја зема матицата од живеелиштето во Карпите и целата група, бидејќи доаѓа по својата матица, ја пренесува во селото, од каде што после тоа се грижи, значи го произведува тој мед. Тоа го прави, има некаков комерцијален интерес или тоа го прави само за да го заштити тоа комерцијален интерес? Што прави? Бидејќи ја сум слушал некој да продава таков мед од диви пчели. Добро, ретко е, има пар луѓе од целиот тој регион што собираат тој мед и што го продаваат на... Си имаат клиентела, која што го купува по некоја цена, тоа е нешто повисока. Секако дека има комерцијален интерес, бидејќи она од тоа живее. Меѓутоа, кај неа е многу карактеристично тоа што дури нејзината и остатокот од нејзината фамилија не го почитува дотолку колку што она го почитува. Зошто не го почитува? Затоа што пчеларството не е толку, мислам, тоа правило е многу старо правило и веќе некако со текот на времето како, значи кај пчеларите едноставно има изумрано како такво, затоа што сите сакаат да имаат колку што можат повеќе бенефит од тоа со што се занимаваат, во случајов медот. И многу е честа појавата... Да направат поголема количина за да продават повеќе. Да, и да го извадат целиот. И пчелите ги ранат со шеќер, кој што е, мислам, не е правиот начин на работа со нив. Вас ли прави впечат, да, повели. Медот е само примеров дека овде, значи од филмот е повеќе слоен, значи може и антрополошки да се гледа, може и како животна приказна, затоа што опаќа цела еден циклус животен. Малце е без везе што збориме за филм кој што нема уште премиера. Не ме баш јасно дека всушност не се обработува во филмот, значи се покажува тој процес на тоа некое си природно искористување на медот и природно пчеларство, меѓутоа не е филмот за тоа. Не е за пчели, тоа може да биде било што, може да се океани, може да се риби, може да се шуми, значи за прекомерно искористување и од друга страна принципот на Атиџе кој што е одржлив. Начинот на Атиџе кој го гради односот со природни ресурси. На пример. Тоа е претпоставка. Ви прави впечаток ваша една епизода кога она половина од медот го вади, а половина го остава. Па тоа е ствари тој принцип. Тоа е Зошто го остава? За нив, за пчелите да преживеат и следната година повторно да може да искористи оноку колку што и треба. Бидејќи тоа е нивна основна храна, само не за нив тоа го прави. Зошто според вас ова порака универзална прилично доби најде на така позитивни реакции на фестивалот? Затоа што оваа приказна... Сакаш да збориш? Не слободно. Добре. Поише фактори, значи филмот не е само пораката, филмот не доби една награда, доби 3 награди. Очигледно ги погодивме повеќето елементи, значи и самиот субјект, и темата, и начинот на кој тоа сработено, и времето кое е посветено, и како е смонтирано, како е снимено. Колку време го снимавте филмот? 3 години. Пчелите како целиот процес како луѓето претежно. Се Матиџе кој е друг? Така. Има фамилија која што се... Значи тоа е конфликт меѓу две фамилии на пчелари. Она како представник, како единствен представник од нејзината фамилија, која се бори за еколошкиот квалитет на медот. Не се бори за квалитетот, се бори за праведно користење. Еколошко, праведно користење. Фер. И
останатата фамилија која што е основана од 10 члена, значи има 7 деца и сега веќе 8 деца и мајка, татко, кои што гледаат нели за иднината на своите деца и го продаваат целиот мед. И со тоа и прават проблем бидејќи на таа територија кога нема доволно. Да не го раскажуваме се филм. Да, Тоа е не, конфликтот, добро. Прашам за конфликтот, да. Верувам дека публиката ќе има што да види. Да, значи конфликтот е во тоа што кога на една територија нема доволно храна за две групи на пчели, тие почнуваат да се напаѓаат. И тоа е всушност главното нешто што се случува. И вие го имате снимено тој момент. Да. Тоа е кетч добар за публиката да види како тоа изгледа, например, така што не е раскажан љубов филмот, не. Интересот на публиката останува. Елена, што се случува сега со вашиот? Прво, која е наградата што ја добивте? Вака, филмот доби две награди. Значи, едната награда која што е многу важна награда за еден филм е тоа дека кинособствениците, тоа е Guild Prize Award, кинособствениците на Германија ја доделуваат таа награда, што значи дека кинот ќе биде на самиот филм ќе биде дистрибуиран во сите се надевам германски Па да, затоа што тоа е една многу важна награда за долгометражен филм од ваков карактер. И е престижна награда се доделува на... Предпоставувам дека нивната проценка е дека ќе имаат публика, се разбира, бидејќи... Да, мислам, имаше голем интерес. Работат комерцијално. Многу интересен фактот што, мислам, филмот на самиот Берлин беше продаден за многу кратко време. За многу кратко време сите проекции беа продадени. Дури на мојата, мислам, пријатели на пријатели се јавуваат и викаат, абе, Илона, таму е во Берлин филм има, да, вика, па бараме карти, не можеме да дојдеме до карти. Што ги заинтересира? Приказката... Па јас мислам дека целиот балканскиот мачизам па не, мислам целиот пакет на некој начин. Сепак ова е пети филм на Теона кој што е на самиот фестивал, значи претходно или така пети. Значи веќе они ја познаваат Теона, ја познаваат како режисерка и нејзината работа. А второ дека па што знам, според мене ја мислам дека сепак женски тим, кор тим го работеше филмот. Женски режисер, женски косценарист, женски продуцент, жени беа главни мислам во главните департменти, сектори на целиот филм. И темата, се надавам дека темата ги интригира, бидејќи се работи за нешто кое што ги представуваат двата фундаментални столбови во едно општество. Мислам, сепак тука доаѓа во конфликт полицијата со црквата. Значи, они треба да го решат тој проблем. Ја имате и таа ситуација вие. Вие таму има на тоа ниво. На тоа ниво е. Мислам, тоа е таа сцена која што... Мислам, тоа се тие сцени... Зошто полицијата со црквата влегува во конфликт? И вас ме прашувам премногу. Па, видете, се прекршува правило за кој што се бара да се врати нешто што е земено. Жената го фаќа крстот. Да, тоа е правило, а не е закон. Да. И не би, што според некои канони не би требало да е така. Жена да го фати. Да, правилото на црквата е дека мажи се фрлаат по тој крст, дека меѓутоа не е закон. Ето го конфликтот. Правило е закон. Петрунија не го враќа крстот. Ќе видите, ќе дојдете да го гледате филмот, да видите дали Петрунија ќе го врати или нема да го врати. Што се случува сега со вашиот филм? Само да кажам за втората награда. Да. Само да не ја утнам. Вие имате 3, и вие да ги објасните, ме молам, 3 награди подоцна. Мислам дека се вика Ecumenical Jury Prize, истата таа награда се доделува на најголемите фестивали во Европа и во светот. И ја доделуваат исто филмаджи, критичари, луѓе кои што се бават со филм и бидејќи е многу престижна награда на која што на некој начин дава почест за тоа дека се работи на некој спиритуално ниво за нашата екзистенција. Што се третира како награда која има друг добиен?
Кој друг има? Вим Вендерс. Вим Вендерс, така, тоа е... Андре Тарковски има добиено. Па не знам, тоа е една голема листа од Балканот, можам да кажам дека... На која се вклучивте вие? Добро. Проекцијата, рековте дека е наскоро, во март. Во март, да. Која ќе може да се види, а потоа оди... Потоа филмот ќе биде во Франција, дистрибуиран на 31 април. И исто така многу битно дека Франција е многу тешка земја за дистрибуција. Ова е трет македонски филм што ќе биде дистрибуиран во Франција. Првиот е Пред дождот, вториот е Јас сум од Тито Велес, на Теона Стругар Митевска, и ова е третиот филм кој што исто така ќе има дистрибуција во Франција. Одите на некој друг фестивал, очекувате друга награда? Па се надевам, јас секако мислам, знаете, после ваков фестивал сигурно ќе има многу други фестивали. Да. 3 награди рековте, сега ме молам, еве, Љубо, можеш да ми кажеш за кои точно награди ги оставите на... Не знам кои. Вие си договорете се. Значи, ќе кажеме... Ваков се функционираме. Добро. Битно имате добар резултат. Океј, добивме главна награда за документарен филм. Добивме специјална награда Impact for Change, што би било као влијание врз промени, некако така, и награда за камера. И што е понатаму со филмот ваш и зошто толку доцна премиера кај во Македонија, за разлика од нив, вие ќе не држите малку подолго во неизвестност? Не е до неизвестност, до ветување. Имаме исто така фестивалска стратегија која што не смееме да ја прекршиме, така да највеќе ради тоа. Тоа е договор со дистрибутерот? Да, договор со дистрибутерот. Со дистрибутерот за надвора, тука едноставно редо на Македокс да има премиера, пошто е фестивал кој што е специализиран за документарен филм. Најсоодветниот фестивал за тоа. Каде се емитува сега? Мислам, каде се проекции, каде има во моментот? Во моментов нема нигде. Ќе има прва затворена премиера во Македонија, но таа не е најавена за отворена публика. Тоа ќе биде во март. Понатаму ќе има уште на неколку европски фестивали кои што во моментов не можеме да ги објавиме, но ќе има објава. И значи ќе има во Хонг Конг, крај на март, во Вие одите на фестивали, малку по-деликатно е со документарците, они не одат во киносалите, на проекција може има и такви. Па, ние немаме киносала кај што има документарци, например. Па данок ќе има. Шумлијан. Да. Да, има, филмот е продаден во Америка за сега. Значи ќе има кинодистрибуција и во Северна Америка и најверојатно и кај нас ќе има. Така да ќе има документарец. Има изгледи на некои од овие глобални телевизиски мрежи? Да, више ме понудима тоа после киноприкажувањето, значи веројатно од есен или од следната година. На HBO главно. На HBO веројатно. Во интегрално ќе биде прикажан, претпоставувам. Не знам. Не, стварно не знам. Ќе ти изложам. Ќе видите како. Веројатно она видео on demand идат. Да. Не знам, поименно. Вам ми е прво искуство на камера. На филм, на плат. Па да речеме, да. Сум имала некое скромно искуство предходно. Во Лазар филмот добив една мала улога Јана, која што е другарка на главниот лик Катерина. И таму имав едно такво мало скромно искуство, но тоа е, можам да кажам, за прв пат почувствував на вистински начин што значи да играш пред камера. Знаете, ве викнам меѓу другото во обид да направи една реплика на еден дефетизам кој на известен начин владее во Македонија често од многу оправдани причини и објективни проблеми, дека е тешко во Македонија да се направи нешто. Вие, и едните и другите, успеавте да направите нешто што очигледно добива светски признанија и е направено, штом ги има тие признанија, е направено според тие стандарди. Моето прашање е, може ли и колку е тешко да се направи во Македонија нешто, еве, како што вие успеавте? Па, јас мислам дека не се работи, се работи како гледаш на сето тоа. Ако го гледаш како проблем, например, ако гледаш дека филмот е проблем и дека ти мислиш што те шкоти и дека цело време ќе се пресретнуваш,
Мислам дека тогаш самиот на себе си правиш препрека. Меѓутоа, ако го гледаш како нешто кое што сакаш и живееш да го работиш, и ако го гледаш со предизвик, дека секоја препрека е предизвик, тогаш многу лесно може сето тоа да се надвлада и да се најде решение. Мислам, нема тешки работи, едноставно. Кога говорите за препреки, што подразбирате под препреки? Па не е лесно да се снима. Бирократски процедури, не знам, па се. Па не знам како да почнам. И од самите бирократски процедури, од начинот на како треба да ги распределиш парите за да бидејќи не можеш одеднаш да ги добиеш сите тие пари за да снимаш филм. Начинот како се формираат екипи, интернационални екипи, бидејќи овој филм е интернационална екипа. 5 копродукции. Копродукцијата платена од филмскиот фонд, но и од другите фондови на земјите кои што учествуваат како копродуценти во филмот. Потоа тука има и европски фондови, медија програмата која што е тешка бирократија, таа мислам многу е сериозната апликација. Евроимаш, уште една сериозна апликација. Потоа екипата да ги пренесете на едно место, да ги нели сето тоа да се склопи, да се изберат вистинските глумци, да се разговара со трети страни, мислам се тоа не е дека но може да се многу, направи. Може секако да се направи. Кој од вас ќе ми каже за вашите искуства да се направи нешто добро во Македонија, кое ќе добие вака светски признание? Секој различно. Да, прво е многу битно тоа што сите во нашата екипа доаѓаат од многу различна позадина и филмска, значи како автори и како луѓе. И целиот овој склоп уствари беше еден многу успешен експеримент, така можеме да кажеме, затоа што секој донесе едно сосема ново гледиште во филмот и збогати една страна која што другите не ја гледаа, така да речеме. И мислам дека тоа, јас лично сметам дека тоа е лично клучот на некаков напредок и сега успех, тоа зависи до многу работи, нели тука треба да се поклопат, значи за да се направи нешто сосема ново и квалитетно кое што излегува од претходните норми, мислам дека треба да си многу храбар и да експериментираш во секоја насока во тоа што го правиш. Значи екипата која што ја склопуваш да донесе некаков новитет и темата која што ја бираш и целиот пристап кон таа работа. Исто така меѓу другото и нашето трпение и посветеност, особено работејќи со живи луѓе каде што буквално секоја одење имаше нова ситуација, нов конфликт, кој има, кој нема таму, затоа што не можевме да комуницираме преку телефон со нив, значи буквално на лице место одевме и ги наоѓавме. Што зашто нема мрежа таму? Нема мрежа. Нема ни струја, нема ни вода, нема ни пат. Која е локацијата? Меѓу Велес и Штип. Меѓу Велес и Штип, некаде во. Штип, Велес. Тоа е местото за добар филм. Да. Планина каде доаѓа? Да. Некаде. Тоа е на стариот тек на реката Брегалница. Да. Така да го имаш тоа трпение да ги поминеш тие 100 снимачки денови во рок од 3 години, исто така не може да не вроди со. Како коавтори. И сама рече дека нели сте имале различни видувања. Да. Гледам дека имате различни ставови, може би не ставови, ама немате некоја хиерархија очигледно. Да. Како течеше во тие 3 години коавторскиот процес меѓу вас двајца? Ако не е тајна. Па не сум имал проблеми. Но успехот ваш ја овозможува оваа индискреција. Овој филм е тргнат многу скромно. Значи ние работевме на претходен филм заедно со Тамара и со истата екипа уствари, истите двајца сниматели, истиот монтажер. И завршувајќи го тој филм, тој беше помал филм од овој, меѓутоа сепак добар филм. Почнавме со работа на Ханелен. И нашата идеја беше да почнеме да следиме Атиџи и да направиме краток, веројатно, документарец само за неа и како ја развивавме. Се отвара. Да. Не се отвара, него заглибувавме буквално. Па се отвара аспекти, да. Други луѓе. Дефинитивно. И останатите соработници исто. Нашата работа во принцип е, бидејќи се работи за мала екипа, значи ова пак сека да го повторувам, а тоа е. Значи во суштина, мислам и тоа е целата предност што ние ја имавме. Работа во една многу мала екипа која што многу тимски функционираше.
Значи, не беше класично снимање со класична хиерархија и планови, значи ние имавме претходно утврдена приказна која што сакаме да ја следиме, меѓутоа тоа е многу тешко бидејќи од 3 одења на едно ќе се погоди да го фатиме баш тоа што ние во план да влезе во... Да снимаме, например, со недели, пошто ние таму идевме на максимум 4 дена, толку можеш со батерии, се дешавало да у неколку наврати следиме една линија која после отишло ѓубре, затоа што едноставно. Како живеат луѓето таму? И тоа го имате во филмот да се види? Да. Како изгледа се живее во некаде? Прилично. Го имаме тоа во текот на цела година, значи сите сезони се опфатени во филмот. Тоа беше и целата идеја, уствари што се случува со таа жена во рок од еден годишен циклус. Да прашам, може ли колку е буџет да се направи еден ваков добар документарен филм кој ќе добие вака престижна награда? 3 награди, се извинувам. Сега не го знам на памет буџетот. Негде помалку од 200. Често се говори, ако за да се направи нешто треба не знам колку пари, па нема пари во Македонија. Помалку од 200.000. Помалку од 200.000 евра. Може вас да ве исто над милион е буџетот, над милион евра. Што не е нешто вау сума за игран филм, зборувам сега. Да, игран филм со тоа што тука учествуваат. Сега не знам точно да не кажам точна бројка која што можеби не е баш екзактната бројка, меѓутоа ете и учествуваат многу финансиери во сето тоа. Мислам тоа не се може да се проверат, да се видат тие суми. Веројатно ќе имаме поводи и за други награди. Продолжувате и вие продолжувате на фестивали, така? Да. Кој е следниот? Само на еден сме биле до сега. Кој е следниот кој е вака по Следниот е Хонг Конг. Добро. И од таму директно во Њујорк. На њујоршка премиера во МоМА, во Музеот на современо. После тоа се Франциско. Да. Да. Одите секаде? Па на овие зависи, да. Ваш фестивал нареден? Не знам, ќе треба да излезат со официјалните со официјална од продукција, точно да кажат каде, што и како. Добро, очекуваме нови награди. Што би сакал да ги спомнам, значи од филмот Мала екипа би сакал да набројам, пошто не ги споменавме. Освен мене и Тамара, тука се значи од продуценти и монтажер Атанас Георгиев, двајцата сниматели Самир Љума и Хеми Даут и нашиот интернационален член тоа е Рана Ейт од Бејрут, каде што го работевме саунд дизајнот. Толку. Да. И музиката е на Фолтин. Очекуваме убави вести за двата филма во секој случај. Ви благодарам што бевте гости во отвореното студио и уште еднаш честитки. Фала. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Тоа беше отворено студио. Останете со 1 ТВ.